Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Кики од градинка Бубамара во Скопје и денеска сакам да ви раскажам една многу интересна приказна за една топка. Се надевам дека вие со внимание ќе ме слушате. Исправете ги вашите грбчиња и слушајте внимателно. Децата од нашата населба цел ден играа со една голема топка. Ја клоца, удира, фрла. Таа леташе од рака во рака, паѓаше и скокаше. Така цел ден. Толку многу се измори, што во себе немаше ни капка сила. Се расплака, скокна во грмушката и им се сокри на децата. Децата долго ја бараа и бараа. Најпосле заминаа дома. Тогаш топката реши да појде низ светот и да бара други другарчиња, затоа што не сакаше повеќе да се игра со овие деца. Со тажно срце, расплакани очи и изморени нозе, влезе во овошната градина. Прво сретна едно големо румено јаболко. Добар ден, румена топко! Дали ќе сакаш да си играме заедно? Знаеш, јас избегав од кај лошите деца. Јас не сум румена топка, јас сум овошен плод, се викам јаболко. Јас сум вкусна храна на луѓето, не сум играчка, рече јаболкото. О, не сум знаела, се извинувам, рече топката и го продолжи патот. Малку потоа ја виде калинката и рече: Здраво, црвена топко! Еј, гледај! Тебе децата на главата ти ставиле круна како на принцеза. Дали сакаш да ми бидеш пријателка? Ке си играме, ке скокаме. Чекај малку, рекла калинката. Прво да ти се представам. Јас се викам Калинка. Јас сум овошен плод. Под мојата дебела кора има многу сочни црвени зрнца. Тие зрнца се вкусна храна на луѓето. Еве, ова дрво до мене, прекрасно убаво дрво, е мојата мајка. Таа ми ја подари круната. Многу се извинувам, но јас не можам да ти бидам другарка. Јас не сум играчка. Драга Калинке, те молам, прости ми. Не сум знаела досега ништо за тебе. До гледање, но јас морам да одам. Така топката мораше да оди понатаму. И кога си помисли дека веќе нема никого да сретне, слушна разговор. Гледаш ли, соседке Тиква? Во Бостанов доскокала една топка. Да, тоа е топка. А што бара таа овде? Рече Тиквата. Добро вечер, големи топки, како сте? Ве молам, примете ме кај вас да ви видам другарка, да се играме во вашиот широк и убав двор. Добро вечер, шарена топко. Се извинуваме, но ние не сме топки. Еве да ти се представиме. Јас сум лубеница. Под мојата дебела корупка има сочен, сладок дел, а низ него има семки. Луѓето многу ме сакаат кога имаат желба во топлите летни денови да се разгладат со мене, рече лубеницата. Јас сум соседка на лубеницата. Се викам Тиква. Мојата кора е тенка, а внатрешниот дел е портокалов и многу сладок, се представи Тиквата. О, колку многу научив за вас. Сепак, дури сега научив дека моето место не е кај вас, туку е меѓу играчките на децата, а сега до гледање. Така топката се врати кај децата. Еј, еве ја нашата топка, си дојде пак кај нас. Ајде да играме, извикаа децата кога ја видоа топката. Пред да започне играта, сакам нешто да ве замолам, им рече топката. Немојте да ме удирате многу силно и да ме фрлате многу далеко, зашто и јас имам душа. Ако не бидете внимателни кон мене, пак ќе ви се налутам, ќе избегам и никогаш повеќе нема да се вратам. А вашите игри без топка па и не се баш многу убави и интересни. Децата и ветија на топката дека со неја ќе се однесуваат добро и пристојно. Ја зедоа топката во прегратка и ја продолжија својата игра. Дечиња, се надевам дека ви се допадна
оваа приказна, а сега сакам само да повториме заедно какви видови на топки познаваме. Овие овде, жолти и бели топчиња, се топчиња за пинг-понг. Ова овде топче е топче за тенис. Имаме топче за одбојка, топче за голф, топка за кошарка, оваа црно-бела топка е топка за фудбал и разни видови на топчиња за разни видови на детски игри кои што вие секојдневно ги играте. Ова беше се од мене за денеска, но се гледаме наскоро. До гледање и ве сакам!